Ние излеговме како прва држава во регионот за превентивно делување. Сите овие мерки што се планирани се од превентивен аспект. Само ќе ги повторам дел од заклучоците кои што пред 2 недели на седница владата ги донесе, бидејќи извор на пренесување на африканска свинска чума може да бидат од неколку работи, значи тоа е пред се дивата свиња, исто така човекот при патувањето може да ја пренесе, но да напоменеме дека воопшто не е никаква, не е штета, не боледува човекот, значи единствено што ги напаѓа е свињите и за жал, значи од ова болест нема вакцина. Она што следи после тоа со појава на африканската свинска чума следи уништување на целокупната производство кај фармерите. Зошто и вака направивме една градација, односно вклучивме и порано 60 дена да започне ловната сезона. Веќе минатиот викенд имаме одредени активности и случувања, некаде околу 100 диви свињи се застрелани, и тоа секојдневно го работат ловните здруженија. Таму каде што немаше концесионери, владата ги додели на јавното претпријатие Македонски шуми, кои што ќе издаваат дозволи на ловци кои што сакаат да одат во лов. И пак ќе кажам, значи, работите кои што ги направивме е да Министерството, кое што ние го одработевме веќе на последната владина седница, изменивме програма, каде што се ставија финансиска поддршка до 3000 денари, доколку земјоделецот ја предаде свињата во регистрираните кланици, каде што за тоа ќе си добие одредена вредност на свињата и плюс дополнителни 3000 денари со цел она мотивација кога велиме за да не има одредена загуба ако ја планирал да ја чува уште месец-два. А зошто е ова вака? Бидејќи токму малите фарми кои што немат основни биосигурносни мерки се потенцијална можност за зараза, лесно пренесување на африканската свинска чума, додека големите веќе фарми тие веќе си превзема она максимална безбедност, бидејќи се работи за скапи бизниси, се работи за големи инвестиции, но и се работи за една постигнување на една врвна генетика која што имаме ние во нашите фарми. Инаку, само да дадам еден податок, значи од 1 до 10 свињи имаме околу 1800 фарми. Тоа е една бројка во која што може да биде она првичната зараза да се појави, односно болеста. И затоа сакавме да ги мотивираме земјоделците. Сега кога зборуваме за едно вакво во случај на појава, значи до 3 километри радиусот се уништува се без разлика тоа дали е заболено или не. Инаку станува збор за една болест која може да нанесе сериозна економска штета. Само да подсетиме дека во Бугарија ја има, каде над 500 милиони евра е економската загуба. Во Србија е веќе појавено, но на последниот состанок со министерот за земјоделство Бранислав Недимовиќ разговаравме дека тие веќе брзо имаат дејствувано и го имаат локализирано. Сега работат на реонизација каде што ќе може да почнат да извезуваат свинско месо, бидејќи знаете кај нас веднаш АХВ превзема забрана за продажба на сточните пазари, забрана за увоз од Србија и Бугарија, Романија, каде што е веќе појавено. Така да сите овие активности се во насока на превентивно делување, се со цел да не дозволиме да се појави, а во случај на појава да не дојде до едно масовно распространување, туку со една брза интервенција да се сузбие.